Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска од Скопје и денес би сакала да поразговараме малку во однос на потпомогнатото оплодување, односно оплодување со сурогат мајка. Во секојдневниот говор се почесто можеме да слушнеме дека луѓето имаат проблем во однос на природно оплодување и добивање на нов живот, односно дете или потомок по природен пат од брачните или вонбрачните другари. Токму затоа е формиран поводомна, а и денес се повеќе е во сила и се користи законот за биомолекуларно потпомогнато оплодување, каде што се дозволува, односно е регулирано законски оплодување на брачните парови, а и на друг начин оплодување согласно закон со потпомогнато оплодување или оплодување кое што не подразбира природно оплодување. Денес конкретно, како што кажав, зборуваме за сурогат мајчинството или терминолошки законски кажано како гестацијски носител. Односно би позборувале кој се може да биде гестацијски носител, односно сурогат мајка, и кои се оние лица кои што можат да го користат ваквото право согласно законот, бидејќи се предвидени точно одредени услови во кои што лицата треба да ги исполнуваат за да можат да го искористат ова законско право. Сметам дека информираноста на јавноста не е доволна во однос на тоа дека во Македонија со закон е регулирано сурогат мајчинството, односно се смета меѓу луѓето во секојдневниот говор дека не е дозволено во Македонија сурогат мајчинство, но тоа не е така, односно истото е дозволено, но има точно определени услови под кои што може ова право да се оствари. Сурогат мајка или гестацијски носител е лице, односно жена, која што е на возраст над 25 години. Старосната граница во однос на онаа која што е над граница не е регулирана, но се смета дека секоја жена која што е здрава психофизички, здравствено способна и може да роди живо и здраво родено дете, може да биде гестацијски носител. Понатаму таа треба да има едно свое живо родено дете, треба да биде како што кажав, деловно способна, треба да не биде конзумент на наркотици или психотропни супстанции како и алкохол, треба да не биде казнувана повеќе од 6 месеци со казнена евиденција, односно да не биде изречена казна затвор, не треба да биде одземено родителското право и уште неколку предвидени одредби во законот кои што регулира оваа материја. Од друга страна, лицата кои што можат да искористат на некој начин ова сурогат мајчинство или да можат да направат ваков договор за регулирање на меѓусебни односи со сурогат мајка, овие лица треба да бидат маж и жена кои што се во брачна заедница. Еден маж и една жена кои што се во брачна заедница и кои што меѓу другото треба да имаат најмалку 3 неуспешни обиди за природно оплодување и најмалку 3 неуспешни обиди во однос на биомолекуларно потпомогнато оплодување ново организмот на мајката. Други услови кои што треба да ги исполнува брачниот пар, кој што има намера да поднесе вакво барање за сурогат мајчинство, е да во организмот, односно матката на жената, која што е дел од брачниот пар, да биде со нејзиното раѓање оштетена или да ја нема, да има отсуство на матка, или пак нејзиното оштетување да биде такво што за жал да не може со најмодерните и современи оперативни методи да не може тој проблем да се санкционира. Исто така и доколку јајниците на жената во брачниот пар се раѓање ги нема или се оштетени до таа насока да не може со современата медицина истите да се стават да се создадат во положба во која што таа би можела да има природно оплодување или оплодување во незиното тело, тогаш се исполнети условите за оплодување по основ на сурогат мајчинство. Исто така и мажот кој што е дел од брачниот пар, доколку неговите сперматозиди има некоја сораѓањето некој недостаток кој што не може да се излекува ниту со современи медицински помагала, односно со современи медицински операции, тогаш и ова е еден од условите за постигнување на договор со сурогат мајчинство. Сакала да кажам дека и сурогат мајката и брачниот другар доколку ги исполнуваат овие предвидени услови, брачниот другар поднесува барање до Државната комисија за
за биомолекуларно потпомогнато оплодување при Министерството за здравство и доколку тие ги исполнуваат условите кои што законот ги предвидува, се склучува договор за уредување на меѓусебни односи помеѓу сурогат мајката и помеѓу брачниот другар, брачниот пар. Би сакала да укажам дека со во законот е регулирано дека гестацијскиот носител, односно сурогат мајката, не смее да земе парична награда над 100 евра за она кое што тоа го прави во име и за сметка на брачниот пар, односно за детето кое што го носи во себе и кое што потоа живо го раѓа, и забранети се секаков вид на награда, парична или непарична, која што го надминува овој износ. Сите прегледи, целото порадување, физичката активност која што треба да задолжително да ја има гестацијскиот носител за време на бременоста, сите лекарски прегледи, сите витамини, додатоци во исхрана, самата здрава исхрана која што треба да ја користи, тие не спаѓаат во награда или надоместок, и тие спаѓаат трошоци во постапка која што брачниот другар треба да ги поднесе во име и за сметка на гестацијскиот носител, но надвор од овие трошоци сето тоа представува дека е награда и секој ваков договор е ништовен. Би сакала да укажам дека пораѓањето на детето, значи родителите, односно брачниот другар кој што го склучил овој договор, пораѓањето на детето се запишуваат како мајка и татко на детето, односно гестацијскиот носител нема никакви права и обврски во однос на детето кое што го носела во својата утроба, а потоа и го родила. Сега, во случај доколку родителите на детето се откажат од него и доколку една година не го побараат детето, тогаш гестацијскиот носител има право, доколку ги исполнува условите согласно Закон за семејство за посвојување, може да го посвои детето и да се запише како мајка на ова дете. Доколку гестацијскиот носител во моментот кога се собираат документацијата и додека се исполнува ова право на сурогат мајчинство е во брачна или вонбрачна заедница, тогаш и нејзиниот вонбрачен и брачен другар треба да даде изјава за согласност во која што се согласува дека неговиот партнер значи може да биде гестацијски носител на некој брачен другар. Пред да се направи ова оплодување, гестацијско оплодување, значи и брачниот другар и гестацијскиот носител даваат изјави заверени на нотар во кои што се согласуваат со сите права кои што им следуваат и сите обврски кои што произлегуваат од ваквиот однос, и ваквата изјава представува еден вид на откажување од мајчинство и татковство, односно за брачниот пар признавање на мајчинство и татковство. Ваквата изјава може да се отповика најдоцна 2 дена пред да се направи оплодувањето на гестацијскиот носител со јајцеклетки и сперматозиди, независно дали се од брачниот пар или се донирани. Значи 2 дена пред да се направи оплодувањето, убрзгувањето на ембрионот или јајцеклетката и сперматозидот во гестацијскиот носител, секој од нив има право да се откаже, и тоа, значи изјавата за согласност која што ја дал, има право да ја отповика кај истиот нотар каде што ја дал изјавата за согласност. Гестацијскиот носител по породувањето има право на 45 дена отсуство од работа доколку е во работен однос, а за целиот период пред значи да се оплоди, за целиот период додека трае бременоста и 3 месеци по оплодувањето, по раѓањето, има право на психолошка поддршка гестацијскиот носител, додека мајката од брачниот пар кој што го остварува ова право, има право на породилно отсуство во рок од 9 месеци по раѓањето на детето, бидејќи таа е негова мајка и таа по раѓањето треба да се грижи за него. Во случај родителите на детето, односно брачниот пар кој што го побарал ова остварување на ова право на гестацијски носител за време на бременоста на гестацијскиот носител починат по раѓањето на детето, тие сепак се упишуваат како родители на детето, ги имаат сите права и детето ги има сите права и обврски кон нив како негови родители. Накратко тоа би било се во однос на остварување на ова право. Сметам дека е добро да се знае дека како право е регулирано во законската регулатива во нашата држава. Сепак условите за стекнување на ова право се малку потешки, поспецифични, но секој случај за себе е различен и секој е индивидуален, па така што доколку некој брачен пар смета, односно има услови во кои што не може да се оплоди по природен пат жената, а имаат од друга страна претпоставки за исполнување на ваков вид на право, сметам дека треба да поднесат барање до Државната комисија за биомолекуларно потпомогнато оплодување, кои што по разгледувањето на нивната документација, доколку ги исполнуваат условите, би го оствариле ова право и би се стекнале со потомство. Ви благодарам на вниманието и се надевам дека уживавте во ова видео. Се гледаме со други теми во некое друго видео. Пријатно!